Така, нашиот денешен гостин, па нема кој во македонскиот фудбал не го знае, богата кариера и во Македонија и надвор од Македонија, настапи во репрезентативниот дрес, човек кој од спортови следи се, не само фудбал, а моментално како млад тренер веќе почнува да освојува трофеи и во младинските категории во мак фудбалот, пред се во екипата на Вардар, каде што сега е ангажиран Христијан Кировски Джери. Джери, добре ни дојде. Добро ве најдов, чести задоволство ми е да ви бидам гостин како и секогаш. Джери, вистина ли ова што збори никад дека се следиш? Како се снаоѓаш со рагбиторите? Рагби не. Кошарка, тенис, пратим. Така. Да, други спортови. Можеш никад се. Баш. Да почнеме од тоа што ни е најактуелно, светското првенство. Тебе не те ни прашувам колку имаш време да следиш, затоа што знам дека следиш, дека си апсолутно во тек. За старт прашање, дали си изненаден од тоа кој остана во последните 4 за борба за медали? Дали си изненаден што баш Шпанија и Аргентина ќе се борат за титулата? И дали можевме да очекуваме поинакво финале? Дали сум изненаден за овие 4 што беа у полуфинале? Не. Жал ми е само за Норвешка, одигра едно добро светско првенство. Така. Сакав да дојда до полуфинале да видиме како ќе може да ги измерат силите со аргентинците. Меѓутоа овие 4 мислам дека горе-доле заслужено. Очекував повеќе од Франција, наискрено. Она што го играат французите до четвртфинале, ја искрено мислев дека ќе се прошетаат до финалето, наискрено. Таков беше сечив печаток. Да, меѓутоа она што го одигра Шпанија во полуфинале, мене лично ми делуваше како да играч повеќе. Да неутрализираш таква Франција со таков арсенал напаѓачки, да едноставно не може да ти шуте на гол, да не може да ти створи шанса 90 минути толку лесно да добиеш и да имаш шанса за 3-4-0 да ја победиш. Невидено секоја чест за шпанците, за селекторот. Невидена работа. Како би ја искоментирал вчера играта на Англија откако го постигнаа голот? Затоа што не тргнаа на втор, туку решава да се бранат, и тоа се бранат од репрезентација која што го има Меси, која што е актуелен светски првак. Вака, Аргентина прави неверојатен успех што за 4 години второфинал игра, значи ќе има шанса да го брани трофејот, невидена работа. Аргентинците како репрезентација, вака што можеме да пратиме, имаат изваредна атмосфера во самата репрезентација. И мислам дека тоа ги носи. Англичаните, видите се, јас кога си фудбалер малце подругаче гледаш, кога си сега тренерски агол малце подругаче гледаш. Сега сите го напаѓаат Тухел реално со дрва и со камења, зашто се брани, зашто не. Да не забораваме дека тој Тухел исто има освоено, со Челси има освојаше, со ПСЖ стигна и овде до полуфинале, блиску беше, квалификациите многу добро ги помина. Веројатно човекот во моментот мисля така. Му успеа со Норвешка дека ќе се затвори, дека ќе го има рецептот за да помине, погреши, секој човек греши, веројатно и него му е тешко. Измените лоши му беа, дефинитивно Аргентина притисна, неверојатна доминација за полуфинална утакмица од 35-40 минути со толку шанси, невидено, и мислам дека Аргентина заслужено е во финалето, тука нема збор. Така. Наспроти себе, аргентинците имаат на Шпанија или актуелниот европски шампион. Шпанците почнаа некако лабаво во првиот надпревар, нели, на почетокот, но потоа си зема од своја палка баш шпанскиот фудбал, си го истераа до крај. Ке може ли се, иако нели фаворитите, букмекерите очекуваат победа на шпанците, барем 60% е на нивна страна. Колку на аргентинците сега Шпанија ќе им биде пречка до тронот и до враќање нели на истиот? Сега да гледаме малку од друга ангол, да видиме како аргентинците ќе им пасуваат на шпанците, зашто аргентинската репрезентација, она е нешто неверојатно како се раздаваат играчите кога ќе играат од самото пеење на химната до играњето. Тоа е нешто неверојатно. Посебна емоција. Да делува страна дека како да играат на ура, знае. Така делува на ура, па што биде, меѓутоа они многу добро знаат што играат и како се играни и на своите 100% могуćности додаваат уште 20-30%. Сега е добро за Аргентина што една таква Шпанија со едно такво полуфинале влегува како фаворит. И мислам дека тука е предноста на Аргентина. Факт дека како Шпанија повтори утакмицата од полуфиналето, големи им се шансите да победат, меѓутоа од друга страна очекувам
таа фаворизирана Шпанија со такво полуфинале, Аргентина да го искористи моментот. Шпанците исто така имаат, да не заборавиме, и ден плюс одмор, колку тоа е од искуство како фудбалер, сега и тренер, колку значи тој еден ден на вакви големи Многу, неверојатно е. Не знаете 24 часа што значат за рекуперација на телото, еден добар сон од 8-9 часа, уште еден тренинг плюс, неверојатно значат за секој фудбалер професионалец, поготово знаете какви тешки првенства имаат. Овие се играчи од Аргентина, збориме за аргентинците што имаат пократок еден период кога што играат премиер лига, ги играат најаките 5 лиги во Европа и колку им е напорна цела сезона и колку им се тешки утакмиците. Меѓутоа, да го ставиме тоа на страна, факт е дека многу значи 24 часа, меѓутоа финале, мислам дека ќе дадат и повише што можат. Тоа го докажале на повеќе пати. Финалето ќе биде битка и меѓу два прилично силни селекторски мозоци, Луис де ла Фуенте, кој што со шпанските младински репрезентации па направи пепел на сите првенства, и тие играчи со кои што освои све во младинскиот фудбал ги дочека еве во сениорскиот, Лига на нации, Европско првенство, еве ги во финале на светско, доминантно, а од друга страна Скалони, два пати освоена Копа Америка, еднаш светски шампион и освоена онаа финалисима кога играа против Италија, тогашниот европски шампион. Шпанците се пример како се работи на подолги стази. Со Де ла Фуенте, значи како се работи на подолги, како има план и програма, докажано, го докажуваат преку европски, преку светски првенства, преку резултати. Тука нема збор. Човекот кој што не е превише што се вика за камера, така. Да прашаме некој на улица кој е селектор на Шпанија, можеби и не знаат што се вика, само фацата му ја знаат, нек се експонира многу, а се завршува задачата многу добар тим. Од друга страна, Скалони кога бегаше селектор и покојниот Марадона имаше нешто против Скалони. Многу лошо беше дочека на тоа селекторско место. Човекот покажува со измени, со добивање на утакмици, со освојување два пати Копа Америка, практично на сите турнири што учествувал ги освоил. И да не забораваме, вчера баш го погледнав стручниот штаб на Аргентина, таму е Валтер Самуел, таму е Ајмар, мислам дека е. Да, Ајмар и уште едно име, доста звучно го заборив, имаат страшен стручен штаб, сакам да кажам, фудбалери кои играле заедно со него, идејата му е таа, многу добро знаат како се работи, што се работи и ви кажувам, аргентинците имаат феноменална атмосфера. Аргентинците не се под притисок, го имаат освоено светското, не им е нож до грло, ако не освојат дека ќе биде смак света. И јас пак кажувам, мислам дека шансата им е тоа што Шпанија се во моментот фаворизирана, зашто во полуфинале Шпанија не беше фаворизирана со Франција. Сите очекуваа Франција. Сега е обратно, да видиме како ќе. Едве чекам да гледам. Добро, што може да се очекува кога на едната страна ја имаме најдобрата одбрана со најмалку примени голови, наспроти другата со најмногу дадени голови? Кога ќе се судрат такви две екипи, како фудбал може да очекувам? Мислам дека ќе биде тотален фудбал, дека ќе се дадат и на двете страни, зашто и вчера ако гледаме Хари Кейн 6-7 гола има да од Белингам 6-7, значи очекува нема упатено шут на гол. Значи нема во фудбалот како и во животот нема рецепт, не знаеме како ќе тргне надпреварот, како ќе се отвори и како ќе добро. Може да има брз црвен картон, може да има брз гол, да се смени цела концепција на надпреварот. Меѓутоа очекувам и од двете репрезентации, поготово од аргентинците, тотален фудбал. Она што е, дали можеби една интересна работа што треба да ја спомнеме во успехот на двете екипи е што нивните селектори не се склони многу на експерименти, се знае, си ја имаат во глава едина е сетката, нормално ако се случи повреда или нешто, па некој да скокне, да биде вметнат накнадно во тимот. Еве гледаме например Германија, Франција против Шпанија, дека тие експерименти многу не вродија со плоти. Дали можеме да очекуваме дека токму по 11 души кои што дојдоа до финалето, дека токму тие ќе бидат главни предводници во мечот за титулата? Па јас мислам дека ќе се задржат. Мислам дека ќе се задржат со истите 11, нема да експериментираат. Тоа им е некоја добитна варијанта, се знаат. Знаете, финале нема многу тактизирање. Дешамп проба, како што кажа и ти во најавата, да смени, не очекував од Дешамп. Дешамп е доста искусен. Доста време у француска репрезентација, многу добро знае. Може би очекуваше да им направи некој изненадување, како посвежи нозе, ама не даде ефект. Не даде ефект,
А што се однесува до Германија, исто многу повеќе очекував. Нагелсман е доста млад и као тренер и као сега као селектор, он им беше програмиран за подолги стази, меѓутоа не ги оправда очекувањата. Или можеби па прерано го пуштија. Можеби прерано му дадоа шанса, како што викаш, меѓутоа не ги оправда очекувањата на германците, очекувањата се секогаш минимум полуфинале, ако не стигнеш до финале. Тоа е факт. Джери, живееме во една ера каде што благодарение, среќни сме што имавме честа да го гледаме еден Лионел Меси. Меси е, верувам, твоја генерација. Па реално ли е секој надпревар да ти биде рекорден и на 39-40 години ти така да се однесуваш на терен? Тоа е... Каков е тој карактер, каква е таа дисциплина во играта? И начин на живот? Тоа е начинот на живот, е број еден. Тоа е еден фамилиарен човек. Гледате, нема многу црни дамки за неговиот приватен живот. Главата, мозокот му е фокусиран на фудбалот, знаете, и Роналдо и Меси се луѓе, ние израставме во нивната ера и треба бидеме среќни, задоволни. Знаеш кој ќе слушнам некој дека го напаѓа Роналдо или дека го напаѓа Меси. Смешно е. Може би е само прашање на вкус кој повише ама не може игра, позиција, величината на едниот и на другиот апсолутно не може да се оспори. Зашто знаете 24/7 камерите се во нив. Една лоша утакмица, Меси е стар, Роналдо е стар. Дава 2 гола, ова е неверојатно. Знаеш, ке луѓето се менјаваат кога ќе се бавиш со, кога не си се бавил со фудбал, кога не знаеш некои работи, лесно од страна да ги коментираш, меѓутоа кога ќе се стаиш, не е само кога ќе дојде утакмицата, вие гледате, припремата за саму утакмица, цело светско првенство, припремите за светско, цела сезона претходно тоа е припрема за тоа светско првенство, не сега само материјата, сликата доаѓаме да ја гледаме. Неверојатно и да се надеваме дека можеме да поживаме уште година 2020 наискрено. Баш тоа ќе те прашував следно, кога сме кај Роналдо, на ова светско многу критики кон него, дека неговото присуство на теренот само ја ослабнува Португалија. Еве сега Португалија има нов селектор Жорж Жезус, кој вели ја Роналдо не се откажувам, ако он се чувствува спремен. Како ти Роналдо сам не кажал дека крева раце, барем неофицијално, дали мислиш дека Роналдо е со полна 41 година, на првото наредно големо надпреварување веќе тоа се 43. Дали мислиш дека Роналдо еве со неговиот начин на живот може уште да ја пружи на репрезентацијата и како ти го гледаш неговото присуство на теренот? Има ли вистина во тоа дека малце ја обременува репрезентацијата моментално? Видите, Роналдо е дојден до ситуација кај што реално многу малце голови му требаат до тие некои рекорди од 1000 голови. И сега кога стигнеш до таква ситуација нормално. Ја не верувам дека Роналдо брка рекорди со португалска репрезентација. Он за својата земја ќе даде све. Никој на селекторот на Португалија не му забранил да го стави Роналдо на клупа и да поразговара со него и во моменти да го одмори, да влезе последни 30 минути, не е спорно. Селекторот само одлучува, значи селектор си на држава, не може да ти каже некој ќе ти игра овој, ќе ти игра. Ако он поразговара со Роналдо, веројатно он го сметал дека Роналдо е спремен за устартни 11, дека Роналдо е тој што ќе му даде и заради тоа го играл. Сигурно новиот селектор му беше тренер нели во Ал Насер и заедно освоија титулата. Рачуна на него сигурно направени се. Он кажа дека нема да игра во мој последно светско, зашто наредното веројатно ќе има 45, можеби европското последно игра. Ќе го изменаџира на добар начин, доколку е он во нормална кондиција како што е сега да може да го една утакмица да игра, две од клупа да влегува, ја мислам дека би можело, зашто да не. Со тој начин на живот на Роналдо, со тоа све што ги има покажано и докажано сега, зашто да не. На крајот на кришта мислам дека кога се правеа баш сега некои испитувања дека Роналдо на 41 година спортската спремност на неговото тело е 10 години помлада од реалната возраст. Човекот кога играчи како Робиньо, Роналдиньо, кој што Роналдо феноменот, кој што го достигнаа својот врв и кој што се пуштија на забава, реално, а може да имаат многу подобри кариери од Меси и Роналдо, можеби, човекот улагаше во себе. Секогаш под број 1 му беше рековери, што се вика рекуперација, да го врати телото, спремен за надпревар, тоа му беше животот. И не ме чуди дека е тоа така. Не ме чуди покото за него. Меси е некој друг вонземјанин што се вика, он е повише на талент, човекот е таков каков што е, Роналдо е повеќе на работа и треба децава примерно да учат повеќе од Роналдо. Да, Роналдо талент, меѓутоа Роналдо со работа го достигна тоа што го постигна. Так. А дали еве децава новите генерации ќе може
вака да разговарат за 10 години, да кажат и селективни сме што живееме во ерата на еден сега Јамал, новиве звезди во подем или пак малку по возрастниве како Винициус Жуниор, Ембапе. Ке можат ли они барем блиску да бидат до оние 36-7 години на ова темпо како сега што налага европскиот фудбал, бидејќи претежно? Тоа си го право. Една премиер лига, еден Гвардиола, кај што располагаат со огромни буџети, кај што имаат по 22 фудбалери, кај што може секој 3 дена да ротира, што се вика цела 11-ка, па имаат замерки, зашто стварно се многу напорни надпреварите, темпото е бесконечно, да се надеваме. И во Јамал е една звезда во подем, неверојатна. Ембапе го докажува у француската репрезентација и со голови, со све превише голови на големи надпреварувања, игра за големи надпреварувања. Винициус, се надам дека Мурињо добро ќе ги постави и добра екипа ќе има у Реал Мадрид, дека ќе гледаме и дека ќе истрајат што повеќе, тоа подобро за нас. Да гледаш добри играчи и добар фудбал, секогаш е интересно. Колку мислиш дека можеби Англија ја чинеше подобар резултат тоа што Тухел изостави 6 силни имиња, Фоден, Трент Александер-Арнолд, Мегвајер, кој дули кога не бил во клубски јака форма за репрезентација секогаш бил добар, Палмер и сега нема фаќа за збор, не ми текнува кои се другите двајца, меѓутоа 6 имиња беа во оптек. Наискрено ти кажам, кога некој напревар гледав Англија ми искочи стартните 11 на телевизија, влегував на интернет да проверам каде играат играчи. Искрено ти кажам. Самиот резултат ќе доведе до тоа да се каже дека погрешил. Зашто они мислам дека беа спремни после тоа европско првенство, финале, после цело време се тука, како вика Хари Кейн, секогаш сме тука, но никогаш не сме тука. Ќе има бурни реакции, англичаните се разочарани, ќе иде све по Тухел. Некој ќе каже например за трето место, за нив е тоа финале. Тухел ако победи со трето место, како и да е со бронза се враќаш дома. Четврто место нема ништо полошо. Си бил до крај, се враќаш со празни раце. И од четворицата ти си единствениот без медал. Без медала, си потрошил и припреми, играчите се уморни, се враќаш дома како четврто пласиран. Тоа е потешко финале што се вика од самото финале. Да, пошто како викаат, бронзата и златото се освојуваат, среброто се добива. Точно така, се слагам. Една севкупна слика, ако те прашаме, кој фаворит сметаш дека најмногу разочара на ова светско првенство, земајќи ги нели Бразил претходно, Германија нели раните елиминации, Холандија, кој беа се тука? Или кој најмногу ти остави онака најдобар впечаток која селекција? Факт е дека бразилците можеа подалеку, очекував, затоа што Анчелоти има страшна кариера пози себе, но едно е клуб кога секој ден работиш, едно е кога си селектор. Меѓутоа очекувам многу од бразилците 2030 година. Факт, убеден сум дека ако останат здрави, дека може да стигнат до финалето. Ќе го среди тоа Анчелоти, штета сега што не стигнаат толку далеку. Они ми се така што не стигна подалеку и очекував и германците. Германците секогаш се тивки, не се превише експонирани, секогаш стигнувале до полуфиналето. Кој очекував поише, очекував искрено од мароканците. Мароко ме разочара затоа што ги гледав на Афричкиот куп, ако го загубија финалето од Сенегал, се работи за една многу добра репрезентација. Ја пратам таа репрезентација, го изгубија финалето, очекував повеќе, многу лош напревар одигра со Франција. Не ни покуша, не лича на Мароко од претходно. Не лича на Мароко, ми лича на Франција против Шпанија. Ете баш така. Штета, очекував нешто и Норвешка не очекувавме да стигне до четвртфинале. Го имаше надпреварот со Англија, беше многу подобра на моменти и мислам дека норвежаните ќе пружаа подобар фудбал, зборам. Отпор пружија и англичаните вчера, норвежаните ќе пружаа подобар фудбал вчера против аргентинците, убеден сум во тоа. Кога зборуваме еве за Германија, практично како да се чека само моментот кога ќе се официјализира Јурген Клоп како нов селектор, исто во клубскиот фудбал, еден неверојатно легендарен тренер. Меѓутоа репрезентација е друга приказна.
Бидејќи германската јавност најмногу му замеруваше на Нагелсман дека германскиот фудбал и германската репрезентација го изгубиле својот идентитет, во смисла кога ќе излезат на терен, противникот да се стресе, да не знаеш Германија од која страна ќе те нападне и гол ќе ти даде, и дека до 90-та минута не можеш да се опуштиш со нив, а они не успеа против еден скромен Парагвај тоа да го покажат на теренот. Колку Јурген Клоп ќе може тоа да го врати, да им го врати германскиот фудбал во германската репрезентација. Или само она правило што важеше, Германија секогаш победува на крај. Некако се изгуби последните 10 години. Мислам дека Клоп ќе им го врати германскиот идентитет. Тоа е сигурно. Самиот начин како ги води он екипите и како се дава. Меѓутоа ќе Клоп ситуација, пошто имаме многу што кажуваат разни приказки за него околу тренинзите, околу све. Доста интензивни тренинзи има во текот на целата недела, значи кога работи на клубско ниво, и тоа му давало резултати и во Дортмунд и во Ливерпул. Тоа е факт, ги направи гиганти, што се вика. Па и Мајнц од втора лига 5-то место и ги внесе во Еврокупови. Ги внесе, да, и опстанок кој со најмал буџет исто така, мислам, во Германија. Значи колку ќе може он за една недела, за 10 дена да го убаци тоа во германската репрезентација, ќе видиме. Меѓутоа, тоа се искусни тренери, тоа се врхунски стручњаци, што се вика, и мислам дека сигурно ќе биде подобар од Нагелсман. Тоа сум убеден. Так. Што ни донесе ова светско првенство, Джери? Сметаш ли дека ова историско најголем број надпревари, проширен формат, плюс една елиминацијска фаза донесе повише квалитет или квантитет? Зависи на кој начин го гледаме. Ние сега како мала држава, како Македонија, нели нормално сакаме да има што повеќе учесници за да можеме да се надпреваруваме. И на тие мали репрезентации, што се вика мали држави, им се дава шанса што не може да се пласира, што беше научна фантастика сега да добијат шанс. Јас сум за да има 44, да има и што направи и тие некои добри резултати и некои изненадувања. Интересно беше, ми се свига што не се игра како порано, толку затворено, да се игра на гол повеќе, се игра стварно отворен фудбал, ми се допаѓа на светското првенство. Искрено. Поделени мислења имавме од доста наши соговорници и за овие новиве правила, нели, и FIFA правилата со повеќе паузи. Сметаш дека тоа им беше потребно на фудбалерите или навистина е се за маркетинг? И финансиските, касата да се наполни. Да, мислам дека тој хидрашен брейк ти ја спремаш екипата за 45 минути, Биелса беше го право. Значи, ние спремаме екипата за 2 полувремења, надпреварот се игра во 4 четвртини. 4 четвртини, као во кошарка. Тоа е факт, зашто имаш 2 до 3 минути одмор. Во тие 2 до 3 минути, ако ти е поспремна екипата, можеби баш во тој период да постигнеш гол, да направиш шанса, било што да се деси, тоа им беше лошо. Тоа е за мене, кажувам лично, моје овој што се брани да здивне. Да здивне, ете вчера 4 пати ако го гледате Пикфорд му покажуваше на судијата хидрешен да и вода да пиеме, да и вода пиеме, да земат воздух да се договорат да дојдат при себе 2-3 минути, беа стиснати на максимум. Мислам дека тоа е непотребно. А сега ако не се лажам, финалето 25 минути е полувреме пауза. Така има некоја најава, дали ќе биде тоа така, ќе видиме, и јас прочитав така. Не се уништо више фудбалот, тоа не е. Баш има околу ситуацијата што ја имавме на пример со поништениот црвен картон за американците. Значи преседан што не се случил претходно, а на пример се одржувале светски првенства, се одржуваше во Русија, знаеме кој е председател, се одржуваше во Катар, значи тоа се шеици, моќници, во Германија се одржуваше кај што беше Ангела Меркел. Меѓутоа прв пат имаме вака председател да е во комуникација со FIFA, и он колку и да вика, не, сепак еден човек да прескокне цело тело од 17 луѓе и да донесе одлука. Колку е ова опасно и за наредните светски првенства и се руши, зошто ти е тебе не само судијата, него и варот кредибилитетот му го рушиш. Зошто вар воведувавте тоаш? Како што кажа, преседан од најголеми размери. Нели, Америка е демократска држава, да. Русија се комунистички систем, што се вика. Видовме што и како е, значи, неверојатно, црвен картон, невиден црвен картон, значи го гази ке му искршеше ногата човекот на... Па Мухаремович за истото доби црвен картон во група. Точно. И никому ништо си одлежа утакмицата човекот. Ако беше казне 2 надпревара, па да го помилуваат на еден,
знаете до некаде може да проголдаш и да кажеш окей, да надпревар турнирско надпреварување, да не губи 2 надпревари. Црвен картон, да можеш да играш нареден надпревар. Јас прв пат со фудбал се бавам и сега 2 години сум тренер и претходно 24 години професионален фудбалер, такво нешто немам видено. Самиот Инфантино изгуби многу поени. Изгуби некој свој кредибилитет. Знаеш, утре треба да кажеш нешто, да му кажат Со кое лице? Со кое лице, па ти поуништаш црвен картон. Ама знаете како е, како вика, само поголема штета им направија. По мотивирана репрезентација дочека. Така Во е. репрезентацијата на Белгија 4-1 заслужена победа. Не може ништо да ти помогне. Значи не се под затворени под закриени врати, не се игра фудбалот отворено. Сметаш дека тој момент влијаеше многу во играта на американците? Многу. И не само на американците. Американците не беа битни во тој момент. На белгијанците. Белгијанците беа страшно мотивирани со тој момент. Друго, видовте и прославата на говорите. Така. Друго, јас мислам дека стварно можеби на самите американци влијало негативно, бидејќи цела јавност се крена Така е. да пука и да плука по нив и тие играчи место во раат и во мир да се спремаат за надпревар, они читаат сега, пошто во 21 век која е се на достап на дофат на рака, не може да останат имуни кога гледа дека цел свет се врти против нив сега. Точно така, и сигурно дека не им годело. И селекторот сигурно имал сам притисок во глава, од кај да знаеме, не може би он планирал следната утрница да не почне со него. Ма сега му го поништува црвен картон, како дека он ги има решено сите утакмици до тој момент. Да, добар играч, Белоган, така беше? Белоган. Значи, добар играч, ама не толку да зависи американската репрезентација од него, пример. Так. Се створи фама и мислам дека многу порешно. Да останеше црвениот картон, мислам дека американците има реална шанса да победат. Искрено. Так. Пружија добар фудбал до тој момент. Кога сме кај ВАР технологијата, бевме сведоци за Хрватска што им се случи. Очекуваше ли подобар пласман, да речеме, на хрватите, да не беше можеби тој момент и тие контроверзии околу ВАР технологијата? Каде што влакното... Да, влакното. А вамо кога удри во кабелот не се осети. Да. Чудни се некако одлуките, знаете како, кога си нервираат. Нервираат кога ги гледаш, кога после се повторуваат ситуациите, како не може ВАР тоа да го примети, мене не ми е местно, поготово за кабелот како удара стварно топката, ваму влакно, ајде ќе каже стварно има ваму сензор во сигнализира, топката, ваму ударен. Ваму не сигнализира. Хрвативе секогаш мислиш дека си спаднети и секогаш се издигнуваат. Штета е за таа ситуација. Мада не очекував многу од Хрватска светско првенство, мене искрено ми делува како потрошена репрезентација. Како да селекторов чекаше да помине светското за да си замине и како да е некој играчи, мислам, Модрич е светски калибар, го има докажано, меѓутоа како да се малце потрошени и мислам дека таму треба една свежа крв, малце промена. Така, па веќе почна двата Сучичи, Вушковиќ, Батурина, полека да се менјава. Така, едната половина е нели онаа поискусната Модрич, Перишич, па и голманот Ливаковиќ тука би го стел. Меѓутоа другата половина се веќе оние момци кои што утре тие ќе бидат искусните и ќе дочекаат нова една плејада на може ли Хрватска, бидејќи еве од нашиве балкански од ексиу држави во фудбал никој не може да им припари ни во иста реченица практично со нив. Можат ли да го продолжат континуитетот? Сега имаат промена на селектор. Се врати Славен Билич. Славен Билич се врати, одличен селектор, мислам и одличен тренер. Ќе имаат таа промена на генерации дефинитивно. Ако им се случи неуспех, тоа сега ќе им се случи. Значи, за наредно за европско првенство. Ако им се случи, доколку сега го фатат, затоа што е процес стои на сигурно на подмладување ќе идат. Чим Билич доаѓа, ќе сакаат да направат помладување, доколку го фатат сега пак патот што се вика, повторно на европско првенство, мислам дека у континуитет ќе продолжат. Меѓутоа ако им се случи неуспех, тоа сега ќе биде. Така. А кога сме кај регионот, видовме промена на генерација кај босанците, се пласираа на светското првенство, дали Босна е најблиску до Хрватска која ќе го следи нивниот пример од нашите тука? Па дефинитивно. Има доста млади играчи кои играат во топ 5 лиги. Мислам дека во таа репрезентација Джеко многу значи, како на терен и надвор од него. Веројатно ќе се пензионира, не знам, они не сакаат да му дозволат.
Барбарес направи една добра хемија. Го поминаа Велс, поминаа Италија, да не забораваме. И тоа на двата меча прво губеа па се враќаа. Се враќаа сасвим заслужено. Босанците секогаш беа тука, им фалеше само секогаш еден надпревар само за да влегуваат и порано. Мислам дека се моментално најблиско. Иако сакаме Србија, со тие имиња и презимиња стварно што ги имаат повторно, се навраќаме на муабетот пред 2-3 години исто кога ви гостував. Не може да си го најдат патот никако. Во моментот Босна да. Босна и Хрватска се тие. И Словенија не е на тоа ниво кај што очекувавме дека може да фати исто некој пат, зашто не исто има едно време се пласира европски како беше светски. Словенци тоа. Да, фатија 2000-та беа на европско, па 2002 на светско, точно. Па пак 2010-та на светско, ама еве и они се во таква ситуација, да. Додуша добро. На минатото европско за малце ќе исфрлеа Португалија. Точно. Меѓутоа некако повеќе пропуштаат првенства отколку што успеваат да се пласираат. Некако разговорот полека не движи на кај нас, никад. Само сакам да му поставам едно прашање пред да ја и Джери на пример во клубскиот фудбал навиваме за екипи од Италија, дури и за екипи од ист град, за Рома и за Лацио. Јас сум за Лацио да регистрира камерата. Италија гигант, 4 пати светски шампион, европски пред само 5 години. Италија 3 светски првенства поред ја нема. На европското после титулата не се прославува. Еве сега се враќа Манчини како селектор, Паоло Малдини е поставен во врвот на федерацијата. Што и треба на Италија да се врати и има ли Италија играчи кои што можат да ја вратат? Јас не знаем, и они самите не знаат да се пласираат. Жал ми е за Италија многу, пошто од деца пратим италијански фудбал. Јас сум голем љубител на серија. Жалосно е да не ја гледам Италија, знаете како викаат и кого гледаме на светско, ја нема Италија, мора да има место за Италија, тоа е факт дека треба да има место. Ова за Манчини не знам дали е официјално, затоа што денеска прочитав некоја информација дека Пирло е главен фаворит. Ќе видиме. Мислам дека не сум сигурен, мада може да е Манчини, ама денеска баш прочитав таква информација. Имиња како Паоло Малдини секогаш се добродојдени и други легенди треба да се уклучат сигурно во италијанската федерација и да ги постават тие патишта, тие темели за да имаат италијанците добри млади играчи. Го имаат еден Донарума, за мене на најдобрите светски голмани, имаат добри деца кои што реално може да ја пласираат Италија и повторно Италија да биде истата Италија, да си седиме пред телевизија да навиваме за нив. Мислам дека наредното сега европско па светско дека ќе фалат. Меѓутоа да, факт е дека Италија иако има талентирани фудбалери кои што во домашните екипи играат голема улога, дека сепак видливо е дека тоа е далеко до на Италија, не само што го освои светското првенство, меѓутоа Италија која што во еден момент во нападот ги имаше Тоти, Дел Пиеро, Монтела, Дел Векио, Виери, Инзаги, Лука Тони, значи напаѓачи кои што во серија дава по 25 гола како Марко Ди Вајо не можеа да заиграат за репрезентација. Па и Монтела не играше нешто премногу. Ди Натале на постари години врза две надпреварувања, да. Факт е дека нема такви напаѓачи. И одбраната од на времето Нестака, Наваро, Малдини, Панучи, Матераци, Бонучи, сега Киелини. Сега еве да не звучи подценувачки, меѓутоа Палестра, тие се ќе мора да се барат, ќе мора да се работи ако сакаат да се издигнат. Нема плачење, нема кукање. Факт е дека тогаш има стварно многу и лигата им беше многу добра. Со самото тоа што клубовите им освојуваа Лига шампиони, стигнуваа до завршница, знаеш каква е лигата. И Милан, и Јувентус во тоа време реално беа доста доминантни. Ајде Интер стигна сега до финале Лига шампиона претпрошната година кога и да беше, меѓутоа италијаните се далеку и на клубско ниво во европските надпреварувања. Треба да се смени некој начин во самото надпреварување, затоа што серија, кога гледаш серија, мислам дека се игра многу досаден фудбал, у смисол секој контакт се свири. Секој контакт и темпото на игра не е како во Англија, не е како во Шпанија. И кога ќе дојдат утакмици против такви екипи, видлива е разликата. Не видено како не може да го уочат тој проблем.
доста кратење на игра има и од судиите, и вар прегледување и све. Тука мислам дека највише стагнираат. Најискрено темпото им е доста пониско ниво од Англија, од Шпанија, па не знам и од Франција, Германија да не кажам. Так. Види, од друга страна пак, благодарение на една ваква Италија, ние успеавме да стигнеме до едно европско првенство, така. На патот ни застана, па видовме Александар Трајковски каков гол им даде и ги замолкна италијаните. Но после тие 2021 некако и ние стагнираме во фудбалот, иако сега нели се случија некои реформи, па во цела оваа математика кај сме ние? Видете, го немаме Горан Пандев. Значи, Македонија многу зависеше од Горан Пандев. Не е само на теренот да не правиме мојот, но и надвор од теренот. Човек кој што може да околу себе да собере луѓе кои ќе гинат за репрезентација, како што е сега Меси во Аргентина. Они играат и за Аргентина, играат и за Меси. Човек кој ќе искочи на терен, цела тежина е на него. Играчите знаат дека не се они во преден план, дека го имаат него и сите околу него играат многу подобро. Немаме во лицето на Елмаз, не можеме уште да го најдеме Пандев. Дечкото е страшен, Елмаз е фантастичен играч. Се надевам ќе најде клуб кај што ќе фати континуитет и со самото тоа ќе принуден доста за репрезентацијата. Се надевам на подобри времења и да бидеме повторно блиску да се радуваме за некој европско или светско првенство. Некако печатокот е во сите наши спортови, некако оние од што очекуваме се подоцна доаѓаат, им треба многу години за да станат лидери и на крајот се губат. Така и во ракометот, и во кошарката, па и во фудбалот. Исто како што зборуваме за италијанците, ги нема веќе тие играчи, ги нема и кај нас, но мора да создаваме. Така, Пандев го нема на теренот, но е ветар в грб, сега е во федерација. Тука е сето знаење да го пренесе. Исто така и во федерацијата се случија промени. Дуваат позитивни ветришта. Се надевам дека ќе се одрази со самото све почнува затоа што сум сега во младинскиот фудбал. Така. Све почнува во младинските, значи не треба да ги занимариме ни еден момент, зашто тие младински школи, тие младински надпреварувања, тие младински такмичења се најбитни. Од тука излегуваат првите чекори на децата, за понатаму да биде, што се вика, сениор, за да може да даде резултат. Повторно ви кажувам, дуваат некои позитивни ветришта, се надеваме дека ќе најдеме нов Пандев, ќе ни треба полог период за тоа или сигурно, знаете, играч не се создава преку ноќ. Ќе треба време. Факт е сега малце и репрезентацијата има, ви кажам, и Трајковски се откажа и некои играчи што претходно беа за Пандев од подолу. Стефан Ристовски, кои што беа реално носители, значители Адеми многу значеа во репрезентацијата. Да бидеме реални. Порано го имавме Новевски, ги имавме Митревски, Седловски кога играше Пандев, тука беа многу силни бевме. Факт е дека ќе треба да ги ствараме, да надојдат, не треба да брзаме. Ние сме, знаете, како малце скептици. Времето мислам дека ќе докаже, ќе покаже. Има доста талентирани деца во Македонија. Доста добри играчи во секој град во Македонија, треба само да се работат, да се избрусат и да се надеваме дека ќе дадат подобри играчи кои ќе може да ја носат Македонија на европски, на светски првенства. Моментално си тренер во младинските погони на Вардар. Твоја е селекцијата 2010-та. Сега купот го освоивте во сезонава која што тазе заврши. Од каде ти мислам дали од секогаш си се гледал како тренер во младински фудбал и каква е сликата на нашиот младински фудбал од тоа што го гледаш на терен? Јас прошлата година ми беше последна играчка. Не прошлата, претпрошлата. И кога завршував, бев договорен зашто што играв за ФК Скопје, последна година ми беше, во истиот момент да ја тренирам и да ја водам младинската екипа во втора лига. Освоивме шампионска титула со младинците на Скопје и се промовира во Суперлигата. После таа сезона заминав во почетокот на оваа сезона заминав во Тиквеш. Значи помошен тренер бев во сениорскиот тим 4 месеци. Не идеа резултатите
како што ги очекувавме, како што ги планиравме, како што си даде Ѓорги Мојсов тренерот оставка, и јас затоа што бев со него дојден, заминав. Во тој момент се отвори место во Вардар. Луѓето од управата на младинската школа ме контактира и така дојдов во Вардар, фактички, ама со генерација 2009. Со нив го освоив купот, а сега сум тренер на 2010. Младинскиот фудбал, повторно ви кажувам, затоа што сум сега тука и во Суперлигата, каде што е најдобра, нели, во тие категории, има многу добри деца, многу добри играчи во секој клуб, во секој град. Значи, зборам и од Штип, и од Струмица, од Кавадарци, од Скопје, да не правам уве. Треба да се работи со тие деца, и децата се сега малце подруги него ние како што бевме на времето. Треба малце поише да ги тераш, по-затворени се, поише со социјални мрежи, со такви работи. Треба поише работа, поише да се дадат самите себе си. Зашто со тренинг од саат и пол 2 дневно не можеш ти да го постигнеш тоа. Треба малци самите да се дадат, ама има доста талентирани деца. Инфраструктурата ни е доста голем проблем. Покушава и Федерација да помогне клубовите да се решаваат некои проблеми во ход, затоа што инфраструктурата не е најбитно. Кога ќе ти дадат терен, имаш 2 до 3 сата дневно да работиш, 2 тренинга да им направиш, да имаш услови, верувајте, многу е полесно и да го изработиш тој фудбалер, да го избрусиш, што се вика. Така. Рече, различни се децата од времето кога ние растевме, ние трениравме фудбал. Што се толку различни? Слушаат? Наредби слушаат, почитуваат тренер? Во главном да, можеби на самиот терен, меѓутоа пребрзо им избегнува информацијата. Значи треба да си константно да им повторуваш некои работи. Проблеми со концентрација. Со концентрација и си тераат по свое. Видете, јас пак ја кажам, домашното воспитување на најбитните работи. Так. За све, не само за фудбалот, за било која работа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, има страшни таленти. Има деца кои што, ако се работат, ако се избрусат, дека се повеќе на социјални мрежи, дека поблиску им е све. Знаете како, фудбалов сумите дојдоа страшни. Играч на средно ниво е 30 до 40 милиона. И знаете, малце децава тие суми ги гледаат, тие клубови ги гледаат и малце родителите се исто страшен проблем, каде што мислат дека многу лесно се стигнува до некој клуб, многу лесно се стигнува до некоја сума на пари, кај што е тотално погрешно и тука е најголемиот проблем. А дека има деца и дека треба да се работат и дека може да се работи, може да се извадат таленти кои ќе бидат понатаму носители, тоа сум убеден. Джери, на самиот крај, колку е важно родителите да не глумат тренери и кога доаѓаат на надпревари да не им ствараат притисок и на тренерите и на самите фудбалери. Многу. Најглавниот проблем ние сега кога имавме лиценца за завршување, имавме луѓе дојдени кај што ги има на пример тие проблеми во Турција. Во Турција е решено самото станување на пример на родител да каже нешто, малиот е суспендиран на 2 надпревари. Значи од самиот клуб се вади од игра и една или два надпревари, не знам како. Па повторно стани ти од трибина. На твоето е да му преш контрауслова. Така. Јас му кажувам трчај лево, оно трибина му вика трчај десно. Сум го имал јас тој проблем со некои деца и детето не е криво. Главата му е пуна. Ти го учиш нешто друго на тренинг, родител нешто друго му кажува дома. Си тера по свое. Треба да се тргнат. Што ти е пишано, како ќе се дадеш, тоа ќе ти дојде. Ти можеш колку сакаш да биде дете во моје да игра у Лацио, у Рома, у Реал Мадрид. Не може тоа така преку ноќ. Они им прават само многу лошо на децава што им го наметнуваат тој притисок. Пеп Гвардиола е еден од тренерите кој додека работел во младинските категории нема дозволено родител може да го остави детето до пред стадион или кампот и не смее да присуствува. И така е 90% можеби во Шпанија, во сите академии. Треба и кај нас да е тоа така. Јас можам само се пофалам со нашата школа. Стварно од управата на младинската школа се дадени параметри од сам старт на првенството, на тренизите, родителот може да го донесе детето, да го гледат тренингот, не сме никакво бунење, никакво зборување. Доколку сака да збори со тренер, треба прво да збори со луѓето од управата, па после со тренерот. Тренерот има одврзани раце, барем за сега не сме имале проблеми со родители до таа мера, затоа што така сме ги поставиле границите и дава резултат. Со самите освојување на трофеите,
и не имаме деца сега. Имаме дете кај што е многу блиску до Атлетико Мадрид, имаме дете кај што е многу блиску до Војводина од нашиве школи, така да се надеваме дека работиме правилно, ги насочуваме на прав пат, ама и родителите се тренати на страна и не му прават притисок на детето, барем на самиот терен сега. Што се случува дома и како тоа не знае. Тоа си е друго, да. Джери, ти благодариме на гостувањето, убави одговори, исцрпни одговори, добар и фудбалски, меѓутоа и родителски муабет, доста убави совети може да слушнат сите оние што не гледаат и што не слушаат. Што го сакаат фудбалот, сакаат и своите деца да ги вложат нели во ова најважна споредна работа. Ние тука ќе ти се заблагодариме и останува здраве Боже да се видиме во некои нови изданија на емисиите, за тоа што нели фудбалот секој ден ни носи нешто ново, животот секој ден носи нешто ново и верувам ќе имаме што да си кажеме. Се надевам, знам дека сум секогаш добро дојден гостин. Така е. Се гледаме во наредна прилика. Фала ви уште еднаш.